Бела пена го прекри местото каде лепенец се влева во Вардар. Густата материја најпрво била забележана во Злокуќани, но набрзо се прошири, па беше видлива од кеот во повеќе населби. На терен излегоа инспектори од градот Скопје и Државниот инспекторат за животна средина, за да утврдат од каде потекнува загадувањето и за каква материја станува збор. Во потрагата поможниот загадувач бил вклучен и дрон. Обезбедивме соодветни стручни лица кои што управуваат и дронови и испративме контрола и од таков тип. Верувам дека откако ќе бидат обезбедени материјалите, откако ќе бидат испитани состојбите и сето тоа што е присутно во реката Вардар, ќе излеземе со официјално известување за јавноста. Ѓорѓиевски вели дека толеранција нема да има за никој. Без разлика за кого и да станува збор, доколку се утврди да бидат ригорозни казните и да нема толеранција, за разлика од минатото кога бевме сведоци често пати на вакви појави, но немаше репресија, односно казна. Од инспекторатот за животна средина за Сител велат дека инспектори вршат надзори, а постапката е се уште во тек. На терен беа и службите од јавното предпријатие Водовод и канализација. Мострите кои што ги земаа ќе одат на испитување во нивната лабораторија. Додека траат анализите, ќе се проверуваат и фирмите што се наоѓаат покрај текот на лепенец, за да се види дали од некој од нив потекнува белата пенлива материја. Со реакција се јави и опозицијата. Пената изгледа како да е синтетичка, видливиот доказ за загадувањето што се излива директно во реката, токму таму каде што лепенец се влева во Вардар. Ова веќе не е инцидент, ова е системски колапс на институциите под команда на Христијан Мицкоски и организираната криминална група ВМРО, велат од СДСМ. Пред околу 8 месеци, слична бела пена беше забележана и во канал што се влева во Вардар кај селото Таор. Мартин Арсов, Сител телевизија.